исто така би сакале да ја поддржиме или да го поддржиме документот од Министерство за образование кој што го упати исто така до директорите, каде што вели во исклучителни случаи наставниците можат да работат и од дома. Кои се тие исклучителни случаи, зошто ние го отвораме ова прашање и апелираме до директорите по барање на наставниците да им овозможат да работат дома. Тоа се неколку причини. Од една страна, училиштата немаат стабилен интернет, немаат компјутери и во вакви периоди ќе почнат да трошат и веќе трошат ресурси за загревање на просториите. Од друга страна, наставниците патуваат од местото на живење до местото на работа, патуваат најчесто со автобус, патуваат во возило, групирајќи се повеќе вработени, каде што се изложуваат на зараза. Знаејќи дека во последнава недела и тоа како се зголемува бројот на заразени, од аспект на синдикат кој што се грижи за здравјето и безбедноста на своите вработени, апелираме секаде онамо каде што има можности, каде што сакаат вработените, повторувам, каде што сакаат вработените да работат од дома, користејќи ги своите ресурси на грејење, интернет и компјутер, тогаш директорот да им овозможи. Значи, уште еднаш повторувам, оние кои што сакаат. Во јавноста се шпекулира дека бараат сите да работат од дома, а немаат услови, значи не зборуваме за сите, него само оние кои што сакаат сами. Исто така би апелирали до Министерството за образование и наука да ја преиспита можноста и за прераспределба на работните обврски на наставниците кои што работат од прво до трето одделение, односно да не продолжи наставата со физичко присуство, него да продолжи со онлайн настава. Исто од причина што голем број на наставници, директно или индиректно, се заразени наставници кои што работат од прво до трето одделение. Особено ова важи за хронично болни наставници и не само наставници и вработени во училиштата, кои што за жал во ниту едно училиште според наши сознание не е направена проценка на ризик за здравјето и опасноста од COVID-19, така да имаме хронично болни наставници кои што секојдневно патуваат, доаѓаат на своето работно место и се изложени на огромна опасност од заболување од ризик. Особено постарите и хронично болните, нивното заразување може да биде и фатално и може да заврши со несакани последици, односно со смрт. За таа цел апелираме до Министерството за образование да ја преиспита одлуката за изведување на настава со физичко присуство, односно да овозможи на сите оние наставници кои што се хронично болни, односно кои што се во критична категорија, па и возраст, да ја изведуваат наставата од дома, користејќи ги, реков, собствените ресурси. Благодарам. Општини каде што сме се обратиле, не сме се обратиле, него јавно апелиравме до општините, односно до директорите, да го спроведат законот и колективниот договор. Тоа значи не е тоа дали сакаат или не сакаат, мора да го спроведат законот. По таа причина денеска е последен ден, ако не се лажам, од месецот и крајно време е со пресметката на октомвриската плата да се пресметаат и овие часови, како не би дошло до достење на платите. Значи, мене ми е јасно дека ова е прв пат во дејност на образование да има зголемен обем на работа и прекувремено да се плаќа. Веројатно ќе има и доста нејасноти како на кој начин да се израчуна, меѓутоа сепак сметам дека битно е и треба да се исплати на луѓето. Пред сето е страшно тешка работа да се работи место 5 часа, 10 часа дневно. Дури и ова исплата на прекувремена работа веројатно ќе биде мала сатисфакција на наставниците кои што одва издржуваат овој месец со своите работни обврски. А доколку не се изврши исплатата на дополнителните часови, има законска процедура како ние може да постапиме. Пред се најпрво обжалување до училишниот одбор како орган на управување со училиштето и понатака после неговиот
условно кажано негативен одговор, тогаш следува тужба до соодветниот директор. Така да постапката е вообичаена. Број на работни часови, да. Се Значи, досега наставниците, без разлика кој одделение воде, од прво одделение до четврта година средно, имаат норма колку имаат фонд на часови. Од 20 до 23 часа неделно име полн фонд на часови, каде што ќе земат плата за 40 часовно работно време. Тоа значи полна плата. Сега од тие 20 до 23 часа неделно, остатокот од времето до 40 часа се други програмски активности кои што ги реализираат. Од подготовки за часови за наредниот ден, од прегледување на писмени тестови, од подготовка на други наставни средства и помагала за идниот ден и така натака и така натака. Значи се е тоа вклопено во севкупно работно време од 40 часа. До сега се така функционираше и беше во огромен процент во ред. Меѓутоа сега дополнително имаме водење уште една група, што значи уште дополнително имаме реализација на 20 или 23 часа. Се разбира, тоа е преголем обем на работа, премногу е тешко. Дури реков и оваа награда што следува врз основа на закон за работни односи, кој што дури имаме и за жало ограничување на прекувремената работа на 8 часа неделно, не може повеќе од 8 часа неделно да има. Се мисли саати, нели како саати, а не како школски часови. Меѓутоа сепак многу е подобро и толку него ништо. Во секој случај, доколку не се исплатат ова што беше и претходно прашано од колешката ваша, работникот согласно закон за безбедност и здравје при работа има комотно право и да ја откаже работата на втората група, бидејќи многу сериозно му се нарушува здравјето и безбедноста, доколку работи со зголемен обем на работа, при тоа не се обезбедат сите услови за таа работа. Па тоа би значило бојкот на таа втора група што би се останала да се работи, односно што би останала без наставник. Инаку работевме ние на оваа проблематика со Министерството за образование и наука уште од почетокот на учебната година, значи од 1 октомври почнавме да разработуваме модели како да се надмине проблемот. Ова е еден само од начините на надминување на настанатиот проблем. Има уште два начини, а тоа е општините да примат вработени наитно и неодложно, се додека трае ваквата ситуација со кризата, и дополнително втората група да ја земе нов наставник да работи. Тоа е едната опција. Уште една опција е опцијата туторство, согласно закон за наставници и стручни соработници. Постои можност тутори, тоа се студенти кои што можат своето теоретско образование да го надградуваат со практична настава, во овој случај да помагаат на наставниците и практично и да работа согласно програма која што ќе изработи наставникот, да ја дополнуваат работата во втората група. Значи има и такви две опции. Било која од оваа опција би важело за наредниот месец, значи за месец ноември. Ова што веќе е завршено со октомври, овие две опции сега што ги споменав не беа искористени, не беа реализирани, значи ќе мора да се плати. А за месец ноември, доколку општините веќе имаат подготвено план да вработат нови наставници или да ангажираат тутори, тогаш би било многу полесно за наставниците.